6 глава. Неговите искушенија. Откако јас и Мајкл се зедовме, се молам Бог да ги отстрани искушенијата од нашите животи. Не знам дали е тоа резултат од молитвите или фактот што и двајцата се пазиме од такви работи, но ние ниту во еден момент не сме си дале еден на друг повод за загриженост. Сигурна сум дека тоа повеќе се должи на Божјата рака, отколку на силата на човековата воздржаност, но и двете се важни. Познавам неколку брачни парови кои искусија неверство во својот брак, но бидејќи во сите овие случаи постоеше жена која е подготвена да се моли и маж кој е отворен да дозволи Бог да го промени и да го обнови, нивните бракови се уште неоштетени и успешни до ден денес. Само молитвата, посветеното срце и преобразителната сила на Светиот Дух можат да направат такви чуда. Имам една друга пријателка, чиј сопруг имаше повеќе афери пред конечно да се разведат. Секој пат беше со некоја од нејзините најдобри пријателки. Се сомнева во нејзиниот избор на пријателки, но никогаш не се сомнева во нејзината побожност и посветеност на молитвата. Таа се молеше, но срце кое одбива да ги слуша поттикнувањата на Светиот Дух нема да се промени колку и да се молиш. Искушението е насекаде денес и се лажеме ако мислиме дека ние или нашите сопрузи не можеме да бидеме намамени од него на еден или друг начин. Библијата вели: смртта и пропаста не можат да се заситат, а така ни човековите очи. Пословици, 27 глава, 20 стих. Ако е ова вистина, тогаш искушението е секогаш можно, а ние мора секогаш да внимаваме. Некои луѓе се искушувани од алкохолот и дрогата, други пак копнеат за пари и моќ, за други пак зависност од храна, порнографијата и сексуалниот неморал се неодоливи мамки. Непријателот на нашите души знае каде нашето тело е најслабо и тој ќе поставува искушенија на нашиот пат, на нашите најранливи места. Прашањето не е дали ќе имаме искушенија, туку како ќе се справиме со нив кога ќе се појават. Јас препорачувам да се молите кога ќе наидете на искушение. Иако молитвата можеби нема да може да го спречи човекот да го направи она што е решен да го направи, таа може да го намали гласот на искушението и да ја зацврсти неговата решителност. Таа може да му го отвори патот кон вистинските одлуки. Библијата вели дека Бог не искушува. Нашите желби се тие кои не одвлекуваат кон она што не заведува. Нашите желби се тие кои не наведуваат да грешиме и кои носат смрт во нашиот живот. Но блажен е човекот кој истрајува во испитувањата, зашто откако ќе биде докажан, ќе го прими венецот на животот, што Бог им го вети на оние кои го љубат. Јаков, 1 глава, 12 стих. Бог сака да издржиме во искушенијата, бидејќи сака да не благослови, но тој сака да види дали може да ни верува дека ќе го избереме неговиот пат место нашите телесни желби. Тој секогаш ќе ни даде излез, доколку го сакаме тоа доволно силно, за да го бараме тоа од него. Најдоброто време да почнеме да се молиме за ова е пред што било да се случи. Исус ги поучуваше своите ученици: молете се за да не паднете во искушение. Евангелие според Лука, 22 глава, 40 стих. Тој рече дека треба да бидеме внимателни, бидејќи духот е бодар, но телото е немоќно. Евангелие според Марко, 14 глава, 38 стих. Ако твојот сопруг се бори во одредена област, моли се да посака да има побожни партнери за молитва, со кои ќе може отворено да споделува, пред кој ќе биде одговорен и од кој ќе прима молитва. Отвореното исповедување пред Бог и пред други верници
може да ја ослабе силата на искушувачот многу повеќе отколку што било друго. За жал, многу мажи не сакаат да откријат што најмногу ги искушува и на тој начин се изолираат токму од она кое би можело најмногу да ги заштити. Доколку и по сите твои молитви, твојот сопруг сепак падне во рацете на искушението, не обвинувај се себе си. Одлуката е целосно негова. Тој решил да оди според телото, а не по духот. Живејте по духот и нема да исполнувате похотата на телото, зашто телото силно го посакува спротивното на духот, а духот спротивното на телото, зашто тие се противат еден на друг, за да не го правите она што сакате. Галатите, 5 глава, 16 и 17 стих. Не престанувај да се молиш за него, без оглед на тоа колку безнадежно изгледа кога гледаш дека тој повторно и повторно е искушуван. Знај дека Бог обезбедил начин да излезе од искушението, а ти можеби ќе бидеш инструментот кој тој ќе го употреби за твојот сопруг да го најде излезот. Доколку не постои проблем со искушението во твојот брак, биди благодарна и моли се да остане така. Молитва. Господе, се молам да го зацврстиш мојот сопруг, за да му одолее на секое искушение, што ќе се најде на неговиот пат. Искорени го искушението од неговиот ум, дури и пред да допре до неговото срце или неговото лично искуство. Не воведувај го во искушение, туку избави го од зла, како што се прелюбодејството, порнографијата, дрогата, алкохолот, зависноста од храна, коцкањето и перверзијата. Отстрани го искушението, особено во областа на именувај го специфичното искушение. Направи го силен таму каде што е слаб. Помогни му да се крене над се што се издигнува како упориште во неговиот живот. Нека рече: не ќе оставам пред моите очи ништо подмолно. Мразам човек кој прави зло, тој не ќе биде покрај мене. Псалм 101 глава, 3 стих. Господе, ти рече дека разурнат град и без ѕидови, таков е човекот кој нема власт над себе си. Пословици 25 глава, 28 стих. Се молам името на сопругот да не биде скршен од силата на злото, туку да биде издигнат пред Божјата сила. Постави заштитен ѕид околу него, исполни го со твојот дух и отстрани се што не е од тебе. Помогни му да владее со својот собствен дух и да има само контрола, за да му одолее на се и секој кој може да стане мамка. Нека бега од злото, нека се држи за доброто. Римјаните, 12 глава, 9 стих. Се молам искушенијата да му бидат одбивни. Дај му храброст да ги отфрли. Научи го да оди по светиот дух, за да не ја исполнува похотата на телото. Мокни алатки. Никој кој се наоѓа во искушение да не рече: Бог ме искушува, зашто Бог не може да биде искушуван од злото и тој самиот никого не искушува. Туку секој е искушуван кога го влече и го мами неговата собствена похот. А откако ќе зачне похотата, таа раѓа грев, а извршениот грев раѓа смрт. Јаков, 1 глава, од 13 до 15 стих. Никакво искушение не ве постигна освен човечкото, а Бог е верен и не ќе дозволи да бидете искушувани над вашите сили, туку заедно со искушението ќе ви даде и излез за да можете да го издржите. 1 Коринќаните, 10 глава, 13 стих. Да живееме пристојно како дење, не во гозби и пијанство, не во блуд и прелюба, не во препирки и љубомора, туку загрнете се со нашиот Господ Исус Христос и не задоволувајте ги похотите на телото.
Римјаните, 13 глава, 13 и 14 стих. А оние кои сакаат да се богатат, паѓаат во искушение и во стапици и во многу неразумни желби и похоти, што ги туркаат луѓето во пропаст и погибел. 1 Тимотеј, 6 глава, 9 стих. А делата на телото се познати, тоа се блудство, нечистота, бесрамност, идолопоклонство, вражање, непријателства, препирки, љубомора, излив на лутина, расправи, несогласувања, делби, завист, пијанство, срамни гозби и слични на овие, за кои однапред ве предупредив, како што ви реков и порано, дека оние што прават такви работи нема да го наследат Божјото царство. Галатите, 5 глава, од 19 до 21 стих.